Знам дека дури немавме никакво ни предупредување. Конкретно јас во тој момент бев се уште студент на постдипломски студии. Бев во тоа време во лабораторијата каде што работев. Тука беа моите соработници, колеги. Интернационални студенти. Да, како секој ден, нормален ден во нашата лабораторија. И не се вративте никој дома. Многу време. Па имаше некои индикации дека можеби универзитетот ќе донесе одлука за затворање на кампусот и дека ќе треба да се вратиме дома, но никој можеби не го свати тоа толку сериозно. Ние се одевме секој ден во лабораторија регуларно. И тоа беше обичен ден како и секој останат. Само во даден момент се појавија одредени луѓе од обезбедувањето на конкретно на објектот во кој што бевме и на кампусот, и само ни рекоа дека треба да ги напуштиме просториите. Мислам дека ни дадоа 1 час. Можеби помалку евакуација. Да, буквално беше така би го карактеризирал како евакуација. Како сум? Па супер, добро. Уживам во новогодишните празници, во божикните, бандиковите, така. Не можам да се пожалам. Немаше дојдено година и половина, така беше лани последен пат. Токму така. И ти фалеше ли Македонија? Веќе долго време си во Америка. Ти фали ли таму кога си и тука кога си да ти фали да си назад? Не, секако. Мислам, тоа се подразбира. Македонија секогаш ми фали. Мислам, секој момент кога не сум тука, има причина да ми фали Македонија. Ова е можеби тема на која што многу се полемизира, ама како што секогаш сум сакал да кажам, има одредени предности тука и таму, но пак ќе кажам, тука е дома. Да. Сега да не почнеме од почеток како замина ти таму, да почнеме од Калифорнија. Во моментов работиш во Yahoo веќе некое време. Како ствари отиде од источниот брег на западниот брег во Америка? Како баш таа понуда за работа ја одбра? Како течеше селењето? Така. Ништо од тоа не беше всушност планирано. Се некако се случи спонтано, настаните се го најдоа некако својот редослед. Јас, само да дам мало позадина, јас всушност причината поради која што бев на источната обала е поради мојот престој таму на моите постдипломски студии. Таму завршив всушност постдипломски студии во пролетта 2021 година. И некако апропо сето тоа добив понуда токму од Yahoo за работа всушност како истражувач во Yahoo. Всушност која е целата позадина тоа не беше мојата прва интеракција со Yahoo. Уште во текот на моите постдипломски студии на источната обала, веќе 2 лета, летото 2019 и 2020 година, всушност имав прилика и можност да имам 2 последователни пракси, како што реков, во 2019 и 2020 година. И можеби врз база на тоа, тимот со кој што работев беа задоволни од тоа што заедно успеавме да го сработиме, и веднаш по моето комплетирање на студиите во 2021 година ми понудија работа и некако целосна релокација во Калифорнија. Тоа е задолжителна пракса што е возможно факултетот, или таму си ја барате сами праксата, да речеме? Не е задолжителна. Всушност Сам задолжителна, мислам, дали факултетот наоѓа и те распределува каде би одел за тек на паузата летото. Постоја такви можности. Знам дека универзитетот на кој што јас бев имаше посебна служба со луѓе кои на некој начин им помагаат на студентите да дојдат до соодветни работодавци и да најдат пракса во текот на летото. Но тоа не беше така во мојот случај. На некој начин јас бев повикан, бидејќи претходно имав соработувано во лабораторијата во која што бев, во текот на моите студии имав соработувано со неколку студенти, кои беа веќе во тој момент ги привршуваа своите студии,
во моментот кога заврши, оние веќе неколку години покасно работеа во Yahoo, додека јас се уште бев на студии и врз база на таа некоја наша соработка, предпоставувам, ме повика и ми дадоа понуда да бидам на пракса во Yahoo. Но генерално, како да кажам, самата програма на постдипломските студии е таква да охрабрува студентите да наоѓаат пракси во текот на летото, но тоа не е задолжително. Пак ќе кажам, доколку успеат да најдат, тоа е добро за нив, како што се случи во мојот, или бидат повикани, како што се случи во мојот случај, или пак оние студенти кои би сакале, пак ќе кажам, постои служба која може да им помогне на самиот универзитет да стигнат до одредени работодавци и да добијат пракса во текот на летото. Ти сега всушност работиш исто како истражувач во склоп на тајна цела корпорација од Yahoo. Што точно работиш? Всушност, јас сум буквално од превод на позицијата би бил истражувачки научник, што не знам колку има смисла. Но македонски колку може да се преведе така, да. Да, но всушност се сведува на Yahoo има како посебен департман за вршење анализи од податоците со кои ги поседува Yahoo. Всушност работата се сведува на истражување на корисничкото однесување или одредени интеракции на корисниците со продуктите на Yahoo. Тука може да бидат вклучени домашната страница на Yahoo, може да биде Yahoo, финансиските апликации на Yahoo или Yahoo Finance, Yahoo Sports и останатите поголеми продукти на Yahoo. Всушност, истражувачкиот департман, како што кажав, и луѓето во него вршат одредени анализи врз база на тие податоци, градат одредени податочни модели или на некој начин пишуваат програмски код за градење на, како што кажав, податочни модели кои понатаму автоматски би можеле да носат одредени одлуки или да автоматизираат генерално некои процеси за продуктите на Yahoo. Во суштина, мојата секојдневна работа се сведува токму на тоа, значи анализи на податоци, детектирање на проблеми со продуктите кои би можеле да се автоматизираат и дизајнирање на соодветни, да кажем, решенија базирани на вештачка интелигенција или на модели на вештачка интелигенција, кои што пак ќе кажам би требало да се дизајнирани на таков начин, така што да би можеле да ги скенираат или да скенираат колекција од податоци во врска со корисничката, како што кажав, интеракција со продуктите на Yahoo и врз база на тоа да носат или да донесуваат одредени одлуки или да автоматизираат процеси во самите продукти, или пак некојаш таквите податочни модели се користат и за интерни анализи во Yahoo. Например, се користат за некои внатрешен мониторинг, например, или некои потребите на другите сектори, предпоставувам. Токму така. Ова се што го спомена, некако влече и оди натаму дека дали ќе може за скоро време да биде заменето од AI? Тоа е многу добро прашање на кое што немам соодветен одговор. Така изгледа, мислам, постојат одредени трендови, како што сите можеме да видиме. Многу, како да кажам, многу задачи кои што беа мануелно беа извршувани и постоја позиции, значи и на кои што одредени луѓе ги извршуваат тие задачи, посе изгледа дека ќе бидат автоматизирани. Се случува ли тоа и во Yahoo? Се уште не би можел... на твојата позиција, да речеме, ама се гледа ли тоа влијание на... Се гледа влијанието, можеби не во Yahoo, мислам, во целата индустрија би рекол. Значи, на некој начин, можеби не се гледа директно, но постои, како да кажам, постои атмосфера за такво нешто. Значи, се ствојат, барем така изгледа дека се ствојат околности за автоматизирање на одредени задачи, кои претходно били извршувани мануелно практично од луѓе кои работеле на соодветни позиции. Тука, тоа се претежно предпоставувам, значи позиции за, пак ќе кажам, каде што постои некаков детерминистички процес или... Како програмерите да прашам? Можеби, значи, но не во развивање на програмска логика,
мојата предпоставка е дека ако воопште се заменат одредени позиции, тоа би биле позиции на кои што постои програмска логика, дизајнирана е, или оден систем е обмислен, и постојат, ајде да кажем, развивачи на програмски код, кои што по одреден дизајн само логиката преточуваат во програмски код. Тој процес, значи, по она што го гледаме, почнува да се автоматизира од страна на некои системи на вештачка интелигенција. Што значи дека можеби ќе се заменат, а можеби ќе се користи само како на дополнување на работата во индустријата, да речеме. Токму така. Тоа се, да кажам, двете, така, да кажам, дирекции, но од друга страна пак и да се заменат одредени позиции, постои оптимизам дека во исто време тоа ќе олесни некои процеси внатре во компаниите и можеби ќе створи сосема нови позиции за кои што не сме можеби не размислувале претходно. Да, тешко ли е на тој пазар да се опстои, особено во Америка? Ти работиш во голема корпорација, но многу луѓе менуваат често работни места, особено нели во фелата твоја, и фела да ја кажеме. Тешко ли е да се опстои на еден таков пазар што знаеме дека сега многумина се занимаваат со таа професија? Во Америка е огромна конкуренција. Барем еве од ти не се сменил работно место неколку години, но како е со луѓето околу тебе што ги гледаш? Бидејќи менуваат работно место често. Да, всушност тоа е некој тренд кој што јас го затекнав дури да кажам кога почнав да работам. Значи јас почнав да работам пред некои 2,5-3 години во Yahoo, но тој тренд веќе постоеше на некој начин. Не можам точно да кажам временската рамка кога почнал, но на некој начин таква е мојата перцепција дека таква е IT индустријата, поготово таму, некако е премногу динамична, вибрантна и некако од секогаш луѓето менувале позиции, тоа менување на позиции и компании го гледаат значи се перцепира како некој начин на професионално растење. Па тоа да, можеби е всушност како што кажете Одора, можеби е тоа позачестено во последните 2-3 години од кога јас работам, но пак ќе кажам, тоа ми делува како тренд кој што можеби во последната декада или повеќе веќе постал. Само е сега позачестен и пак ќе кажам, тоа од една страна има свои предности и недостатоци, но тоа крие една динамична околина во која што е тешко да се направи можеби нешто на подолг крок, треба да се биде, како да кажам, брз, ефикасен, но од друга страна пак има возможува на нивото на индивидуалец, возможува да растат професионално, со тоа што се експонираат на различни компании, на различни продукти во рамките на тие компании, на различни тимови, имаат прилика на секој во просек 3 до 5 години, пошто тоа е некоја, како да кажам, тоа е некоја моја проценка, по она што го гледам околу мене, луѓето обично менуваат компании во рамките на некои 3 до 5 години. Тоа, како што кажав, им возможува да не само се експонираат на различни продукти, ама и да работат со различни луѓе. И со тоа и да, како што кажа, да учат повеќе и да се градат професионално. Од друга страна пак компаниите некако веќе се имаат адаптирано на тие трендови. Века нема да имаат работник повеќе од 3 години, да речеме. Па можеби на одредени позиции, да. И се имаат адаптирано во смисла дека талентот, како што го нарекуваат, он протекува. Значи од низ компаниите, од една компанија од друга, ама пак од друга страна, како што луѓе ги напуштаат компаниите, од друга страна па како што кажав, талентот циркулира на пазарот на трудот, така што од друга страна пак лесно можат, претпоставувам, да најдат соодветно луѓе за позициите кои се отворени во компаниите. Така што тоа е нешто што така претпоставувам дека функционирало, пак ќе кажам, можеби декада, можеби повеќе наназад. И тоа е некоја средина на која што
секој кој што би сакал да биде дел од таа IT индустрија некако мора да се прилагоди. Како е, например, да речеме за меѓучовечките односи со работката, кога еден човек што е странец во Америка некако се чини дека сите се странци, затоа што тоа е некако поизразено тука во Европа, па луѓето често пати сметаат дека мора да го знаат јазикот ако отидат во Германија, затоа што треба да работат со луѓе што се таму, па некако имаме ние обичај да кажеме дека кај да отидеш си странец, ама тоа како да не е изразено во Америка, туку е важно кој колку работи, што може да донесе за фирмата. Се почувствувал ли некојаш да речеме на некој начин дискриминиран, може би е многу голем збор дискриминиран, ама дека некој има поинаков однос со тебе затоа што не си од таму. Тоа е многу изразено во Европа, но во Америка, барем повеќето што не сме живееле таму, имаме впечаток дека сите имаат еднаква можност на работно место. Каков е твојот впечаток од странец кој работи во Америка? Па можеби сум имал, можеби среќа, можеби такви биле околностите. До сега не можам да кажам дека сум бил експониран на некоја ситуација која што би ја нарекол дискриминаторна или што вклучувала дискриминација. Пак ќе кажам, не можам да кажам дека такво нешто не постои, сите го гледаме околу нас. Некако можеби имав среќа, пак ќе кажам, и затоа сум благодарен што бев опкружен со луѓе кои што некако го ценеа мојот труд од професионална гледна точка. И некако тоа беше главниот фокус. Значи некако бев секогаш и во рамки и уште додека бев на моите постдипломски студии, па и сега кога веќе работам во Yahoo, некако во двете средини и во академска, да кажем, и во индустријска средина, ја имав таа чест да бидам помеѓу луѓе кои што некако своја некоја, да ја наречеме, меритократска околина. Значи околина во која што индивидуалецот се вреднува по она што, значи по она што може да го направи, значи по неговите професионални квалитети, а во исто време некако и луѓето во тие средини се некако се почитуваат еден со друг. Пак ќе кажам, не можам тоа да го генерализирам на некое повисоко ниво. Тоа има, како што гледаме, има секакви значи поедини случаи за кои што може да дискутираме, но јас верувам дека можеби академската средина во која што бев индустријската, во Америка генерално мене барем таква ми е перцепцијата дека во двете индустрии, поготово во академската, се максимално се трудат да створат, значи, некоја комфортна средина, недискриминаторна за самите студенти. А мислам дека истото тоа е поддржано во рамки и на индустријската средина. Така што пак ќе кажам, постојат поедини случаи, но јас сум среќен што сум имал прилика да бидам меѓу луѓе кои створиле меритократска средина во која што сум можел непречено да се фокусирам на она што сакам да го работам, на она што имам пасија да го работам, без да размислувам. И истото сакам да кажам дека било двостранно. Значи јас према тие луѓе, бидејќи тоа се тимови на луѓе од луѓе кои што доаѓаат од целиот свет. Значи, за да соработуваме заедно, мораме и мислам дека е правилно да ги прифатиме различностите, и не само да ги прифатиме различностите по основ на етничка припадност, религија, раса и така натаму, туку не само да ги прифатиме тие разлики, туку и да ги искористиме во наша, значи во една колективна полза, бидејќи таквите разлики на некој начин ни помага да дојдеме до по-диверзитетни идеи. Значи и дури кога секој си носи нешто во себе и од таму кај што доаѓа и од кај што учел. Токму така. Значи колку и ние да сме биле дел од истата, можеби слична наставна програма, бидејќи сме работеле во сличната област, сепак носиме нешто со нас, дали е тоа влијание на културата од која што доаѓаме, дали од местото на кое што сме живееле, дури истиот
ајде да кажем, некој кој сме работили истиот технички проблем може да имаме различни перспективи. Значи, или за било што во животот, дури кога разговараме на најразлични теми надвор од нашата работа, гледате дека тоа што сме различни по повеќе основи, некако ни дава различни перспективи и ни возможува едни да учиме од други. А некако не оддалечува. Баш некако токму спротивното. Затоа што е средината таква, кај што тоа е нормално. Кај што тоа е нормално и кај што тоа се охрабрува. Поготово во академските средини. Значи, во академските средини тоа се охрабрува и мислам дека тоа е некој постулат на америчките универзитети. Преска ја спомена Филаделфија, источниот брег и твоето студирање на Темпл, но пред да те прашам за животот таму и за студирањето и животот на кампус, бидејќи живееше на кампус, каков е животот во Калифорнија? Многу луѓе не биле, имаме некоја слика од Холивуд, од она што луѓето го гледаат на телевизија, на вести, не знам, дека таму е се и сончево, има многу палми, луѓето се бањаат и сурфат. Ама каков е животот на вистина во Калифорнија? Да, може би тоа што го споменате од е репрезентативно за јужна некако Калифорнија. Тоа е она што ни е представено и дел од тоа на вистина е така. Пак ќе кажам, во деловите на Јужна Калифорнија, може би Лос Анџелес, значи доле Сан Диего и така натаму. Јас сум конкретно во централна, би ја нарекол, Калифорнија, значи делот на Силиконската долина, Сан Франциско и така натаму. Тука владе како да кажам, некој друг дух. Пак ќе кажам, го имаме оној типичен калифорнијски дух, опуштен, луѓе кои сурфаат секако, да. Типичната калифорнијска околина, но од друга страна овој дел, Сан Франциско и Силиконската долина, како што кажав, е типичен за IT индустријата, како што знаеме. Тука се и тоа многу мислам. Тоа не е ништо ново, нели? Мислам со години. Да, веќе од било така. Можеби 80-тите години или да, и покасно со поголем развој во 90-тите, но она што мене ми се допаѓа е и како би го споредил овој дел со источната вода, како што кажа, е тоа што тука на таа некоја површина се концентрирани луѓе, значи од буквално целиот свет, кои што се дојдени тука со некоја слична мисија. Повеќето од луѓето дури, некако секој тој човек на кој што ќе најдам, најчесто е во истата индустрија во која што сум јас. А каде се уметниците тие што отишле да успеат во Холивуд, не живеат кај тебе? Не, тие се долу. Предпоставувам во Јужна Калифорнија, да. Иако има доста уметници во Сан Франциско. Да. Нели мислам тоа и на документарци и на филмови одат сите во LA за да станат глумци. Да, предпоставувам што тоа е таа некоја индустрија на забава, индустрија на филм во пределот на Јужна Калифорнија. За разлика од тоа, тука е некоја, пак ќе кажам, централна Калифорнија карактеристична за IT индустријата, за луѓе кои што се бават со компјутерски науки, значи претежно со технички науки. Но пак ќе кажам, и овој дел е доста интернационален. Значи луѓето повторно од цел свет доаѓаат и во централна, како што доаѓаат и во Јужна Калифорнија, само по друг основ и за други причини. Сега морам да те прашам, дали овие години промениве што се низ годините, односно тоа што полека кај нас доаѓа, односно таа левичарска вок култура, како изгледа во пракса? Дали, бидејќи ние не можеме да направиме самите суд гледајќи само Netflix, Apple TV и она што го гледаме на Facebook, како изгледа во пракса? Тоа е присутно. Мислам, не можеме да кажеме дека не е присутно. Поготово мислам во последните години. Бидејќи ти си во државата од каде што оригинално е се започна. Може да кажеме дека потекнува таа култура. Сега тука има многу дискусии на таа тема, мислам активно се водат дискусии на таа тема. Некако поготово, не знам, може да наречеме дека Сан Франциско и околината е луката на таа лок култура. Пак ќе кажам, можеби јас можам да сватам дека има одредена група на луѓе која застапува одредени нивни интереси, баја одредени права. Тоа е, но од друга страна претпоставам дека треба да помине одредено време за сето тоа да се нормализира и некако бајањето кои ги имаат тие луѓе да бидат
соодветно адресирани и на соодветен начин. Но она што мислам дека е важно се каже околу сето тоа е тоа што без разлика, значи не можеме да судиме без разлика кои се бајањата на некако на групата која што се карактеризира со вок култура или вок луѓето. Предпоставам она што мене ме загрижува е тоа што има одредена поларизација. Значи токму некако Дури во Калифорнија се гледа поларизацијата. Можеби не се гледа тоа баш директно во Калифорнија, но како да кажам, тоа предпоставам можеби има ефекти на некое погенерално ниво. На забрани за абортус во Тексас, во како што можете и така натаму некои по ригорозни закони десничарски во одредени држави, а од друга страна екстремно левичарски закони во сосема друг сет на држави. Така што некако можеби во рамките, иако во рамките на Калифорнија како една држава има некој консензус по тие прашања, на федерално ниво тоа делува дека создава некоја поларизација. И имате сега целосни, значи се појавуваат држави во кои што има разликите се диаметрално различни. А дали, например, бидејќи го спомена Сан Франциско, ти беше шок колкав број на луѓе таму живеат на улица, тоа во сите големи градови во Америка може да се види. Ти беше ли шок тоа, бидејќи во Македонија нема бездомници? Може би има, но бројката е незначителна кога ќе прошета човек низ центарот на градот. Ти беше ли шок тоа, гледајќи што се случува на улица, сега има епидемија и на фентанил, што оригинално почна од Америка. Ти беше ли шок да гледаш како луѓе спијат по шатори? Или едноставно ги избегнуваш тие места и не одиш каде што знаеш дека е сконцентрирано со зависници од дрога и луѓе кои живеат на улица? Човек може да се потруди, но не може да ги избегне комплетно тие ситуации. Нити па некогаш сум пробувал да ги избегнам. Мислам, тоа е реалноста, значи тоа е дел од секојдневието таму. Да ги избегнеш повеќе од безбедносни причини затоа што се случуваат секакви работи, за жал. Да, за жал има и инциденти, да, имаше, мислам се во изминатиот период видовме дека имаше одредени инциденти. Јас уште кога живеев на источната обала, ќе се навратам во Филаделфија, во текот на моите студии, не ми беше непознат, значи тој феномен, значи по улиците на Филаделфија буквално улиците на Филаделфија беа преполни со бездомници, со луѓе кои што, значи, не можат да стигнат ни до социјална помош, значи луѓе кои што се практично немаат ни лични документи за идентификација, значи не се регистрирани, практично се надвор од системот. Тоа ми беше, пак како што кажав, некако не ми беше непознато уште од деновите кога живеев во Филаделфија, но во Филаделфија некако тоа можеби беше концентрирано, би рекол. Знаеш, во кое мало, например, живеат такви луѓе или на кои улици. Имаше одредени делови на градот кои што беа можеби по некако беа засолништа за бездомници, беа некако осиромашени. Не можам да знам зошто која е причината и зошто градот се нема потрудено околу тие луѓе, што е навистина жално. Но сето тоа е искуството од Филаделфија. Ништо од тоа не можеше да се спореди кога прв пат отидов, например, во одредени делови на Сан Франциско, на западната обала, некако, како да кажам, тоа доби некоја сосема друга димензија. Покрај тоа што луѓето се на улиците во Сан Франциско, многу од нив, за жал, сметам дека имаат и одредени, значи им треба помош, значи им треба професионална помош, не само социјална помош. Како си психијатри, социјални служби. Да, токму така. Значи, не, мислам, барем, пак ќе кажам, не го тврдам ова, мојата перцепција е дека покрај некои луѓе на кои што очигледно им треба социјална помош, некои од нив имаат и одредени ментални проблеми, и некој се надевам дека би требало да се погрижи за сето тоа. Да се тргнат тие луѓе од улица, од смисла дека треба да им се помогне системски. Да, сигурен сум дека властите работат на тоа, мислам, во тоа сум убеден. Но зошто овој проблем е се попревалентен, тоа се уште не ми е јасно.
Не те прашав за Сан Франциско затоа што нели во на Калифорнија кажа дека ти таму живееш, како што ние го преведуваме Силиконската долина, имаше на толкав контраст каде што таму живеат едни од најбогатите луѓе и потоа имаш луѓе кои се корисници на фентанил и живеат во шатори, така повеќето живеат во шатори на улица. Значи и тоа изгледаат како два диаметрално различни света и некој би помислил дека се локацијски се тотално дислоцирани еден од друг, но ова разлика која што ја кажете од оја може да се види во рамките на неколку блока. Значи имате буквално може ситуацијата се менува буквално во рамките на неколку блока. Значи еден дел од градот може да биде, како да кажам, има елитни мала, значи може да бидете случајно да се најдете во некое елитно мало во кое што претпоставам дека престојуваат добро ситуирани поединци, но само неколку блокови подоле да не идете на сосема друга ситуација, да најдете ситуација во која што луѓето живеат во шатори или едноставно некои луѓе немаат никакво засолниште, живеат под мостови. Некој од нив, како што кажа, за жал, некои статистики покажуваат дека се и корисници на недозволени супстанци. Фентанилот е, како да кажам, најпревалентен. Да, тоа е сега секаде во светот. Секаде во светот. Модерна друга. И тоа некако, како да кажам, тоа е сплет. Значи можеби не сум експерт на оваа тема навистина, но далеку од тоа. Но има ли врска дека тоа таму животот, особено после пандемијата, е екстремно скап за живење? Има ли влијание и тоа затоа што плаќањето на такси, како да се преведува на македон, даноци, плаќањето на даноци, поскапувањето на се што секаде е веќе поскапено после пандемијата, особено во Америка и даноците и се. Дали е скап животот таму? Сега особено во Калифорнија, каде што претпоставувам дека па дури работите во маркет, во продавница, становите за изнајмување се сигурно многу поскапи од некои други земји. Претпоставам дека и тоа влијае на луѓето да остануваат на улица. Ја усети ли таа ти разлика после короната со поскапување и покачување на даноците на се? Повеќе претпоставам дека има повеќе причини, дефинитивно пандемијата имаше големо влијание. Колку еве во твојот буџет влијаеше пандемијата и поскапувањето на се, ако споредиш кога прв пат отиде во Америка во 2017-та? Секако влијаеше и се уште влијае, секако. Да, како што кажа, 2017, 2018, 2019. Веќе 7 години, не, баш е доволен временски период за да споредиш. Баш така, значи 2000, како што кажете, од 17, 18, 19 беа некои години на, не знам, можеби стабилност. Како што сите бевме сведоци, значи се случи пандемијата. Пандемијата промени многу работи, значи и од економска гледна точка, но и од, мислам, го промени пазарот на недвижности. Но сега сето тоа е суплементирано од страна на инфлацијата во последната изминатата година, тоа може би пак, две. Поради пандемијата и неработење на многу сектори, секаде, мислам глобално, тоа не беше само во Америка. Токму така. И тоа ствоја претпоставувам, значи некои финансиски стеги кај одредени луѓе. Знам, мислам, некако тоа е некоја појава во одредени луѓе, пак ќе кажам, не е дури за некои луѓе може би е луксус да имаат дом. Повеќето луѓе, како што знаеме, поготово во Калифорнија, претпоставам дека изнајмуваат. Значи стан или куќа, значи ретко кој може да си дозволи да поседува имот. На кредит, кај нас кредит го викаме. Да, секако, на кредит. И нормално се задолжуваат на подолги временски периоди. Не знам дали тоа има влијание врз, ајде да кажам, она што го зборувавме, претпоставам дека сигурно во некој дел има, ајде да кажам, луѓето кои што се останати без засолниште, но тоа е, како да кажам, тоа е некое ткиво на општеството за кое што навистина треба да се погрижиме. Можеби не идеалното време, претпоставувам, бидејќи секаде во светот. Држава. Секаде во светот е, како да кажам,
сме во некоја криза, но се надевам, само јас се надевам дека ќе се ствојат што е можно поскоро услови за некои од овие сегменти за кои што зговоревме да се стабилизираат. Тие спомна пандемијата, таман се навикна таму и да фати пандемија и затворање, но уште една голема работа. Се сеќавам кога зборувавме во 2019-2020, дека уствари целото тоа движење и протести за Black Lives Matters, дека се одвиваше баш пред твојата зграда и дом во Филаделфија. Да. Како ти е целото тоа сеќавање за пандемијата и за протестите во 2020 беа, да. Сега више ми се измешани сите години, ама беше за пандемијата. Целите тие протести и движењето што нели почна поради убиството. Како го памтиш тој период? Веќе мислам на сите дека ние ко пред 10 години целата пандемија, па дури и протестите што беа многу големи во Филаделфија. Да, имаше масивни протести. Значи непосредно после настаните кои што се случија 2020 година, мислам дека протестите почнаа од Минеаполис, ако не се лажам, и се расширија во поголемите градови во Америка. Филаделфија беше еден од градовите во кој што се карактеризира со масивни протести. И знам дека тоа траеше, едно недела дена, можеби повеќе. Секој ден улиците беа преплавени од луѓе кои беа гневни поради немилиот настан кој се случи. Знам дека тогаш дури имаше и полициски час поради тие протести. Значи луѓето кои што не се дел од протестите беа охрабрувани да останат дома. Значи воопште да не ги напуштаат своите домови. Тоа беа, пак ќе кажам, турбулентни. Инциденти некои ти претпоставам си можел да видиш, живееше таму. Насилни беа протестите? Беа во некоја димензија насилни. Знам дека во самиот центар или даунтаун во Филаделфија имаше, знам дека дел од градот беше, да кажам, не е уништен, но имаше одредени оштетувања на јавен имот, знам дека имаше можеби некои луѓе повредени, немаше некои поголеми инциденти од тоа за среќа. Но пак ќе кажам, тоа беше можеби некој сплет од една страна, да, можеби беа насилни протестите, што никој не сум, сите ќе се согласиме дека тоа можеби не треба да биде така, но од друга страна луѓето беа гневни поради навистина немилиот настан кој се случи. Пандемијата се беше некако собрано и тоа беше соодветната реакција. Избори таа година. Да, и меѓу другото и тоа, покасно истата година, и некако тоа беше соодветна реакција на луѓето во тој период. Поради сите настани кои што се случија и поради околностите, реакцијата беше можеби поради тие настани реакцијата беше со толков интензитет. Како помина за ковидот таму? Ти немаше дојдено 2,5 години, ако не се лажам. Како се носеше една Америка со целата пандемија? Како се чувствуваше ти, ако не се лажам? Таму беше првиот случај детектиран во Вашингтон Стейт, ама брзо се прошири се, па дошло и кај тебе. Како е поднесе ковид пандемијата таму? Таман се навикнуваш на една нова средина, се случува нешто што беше страшно. И за тие што бевме дома, кажа и ти самиот, Скопје си е дома. Како е поднеса таа цела пандемија, затворањето, неможноста да дојдеш во Македонија? Па, само ќе се навратам малку наназад. Пред пандемијата јас имав некоја навика и некако си поставив така некоја цел, минимум 2 пати годишно да доаѓам во Македонија. Значи еднаш во летниот период или пролетниот и еднаш во зимскиот период околу празниците. Сето тоа и се промени веднаш по пандемијата. Не само што беше отежното патувањето, значи што долго време не можев да се... Беше буквално забрането. Некако бев навикнат така. Барем еднаш во летните, еднаш во зимските месеци да бидам дома, одеднаш немав можност за такво нешто. Мислам дека
година и пол, ако не може би, мислам дека отприлика година и пол. Многу беше, не да. можев. Да, за мене беше многу бидејќи пак ќе кажам, бев навикнат минимум 2 пати годишно да доаѓам тука. Тоа може би беше така, мислам потешко. Отежното беше патувањето, но оно што е уште поважно, како и сите, пак ќе кажам, тоа не е ексклузивно за Филаделфија, секаде во светот сите Добро, бевме ти беше на затворени друг дома. континент, Да. затоа да прашаме таму како било сепак. Но знам дека беше, како да кажам, беше баш нагла промена. Бидејќи Баше таму баш стрикни како тука полициски часови. немаше полициски часови, но самата промена на тој начин на живот дома значи и тотална изолација од сите останати се случи многу брзо. Например, се сеќавам дека имаше одредени, значи знам дека почна и медиумите да алармираат за поедини случаи кои што се детектирани, како што кажете, од Вашингтон Стейт, а потоа и во други држави. Медиумите известуваа за тоа од почетокот на 2022 поинтензивно до некаде до март 2022. И само буквално тоа се случи во рамки на една недела. Не сум сигурен дали првата или втората недела на март, само знам дека дури немавме никакво ни предупредување. Конкретно јас во тој момент бев се уште студент на постдипломски студии, бев во тоа време во лабораторијата кај што работев. Тука беа моите соработници, колеги. Интернационални студенти. Да, како секој ден, нормален ден во нашата лабораторија. И не се вративте никој дома. Многу време. Па имаше некои индикации дека можеби универзитетот ќе донесе одлука за затворање на кампусот и дека ќе треба да се вратиме дома, но никој можеби не го свати тоа толку сериозно. Ние се одевме секој ден во лабораторија регуларно. И тоа беше обичен ден како и секој останат. Само во даден момент се појави одредени луѓе од обезбедувањето на конкретно на објектот во кој што бевме и на кампусот, и само ни рекоа дека треба да ги напуштиме просториите. Мислам дека ни дадоа 1 час. Може би помалку, но евакуација. Да, буквално беше така било карактеризирал како евакуација. Значи, мислам дека беше помалку 1 час, па ние преговаравме со нив, бидејќи рековме дека сега да сакаме да напуштиме, пак кажам, ние претходно овој концепт за работа од дома, да, некој што се случуваше од дома да работиш во лабораторија, не можеш од дома да работиш во лабораторија. Токму така, иако е компјутерска лабораторија, значи сите машини, поединечни машини на кои што работевме и серверски машини беа во самата лабораторија. Тука, значи, на тие машини ние извршувавме нумерички експерименти кои што се потребни за нашите истражувања. Целата, не знам, имавме одредена документација. Што секако немаш дома да се не можам однесеш, дома мора да да биде чувам. таму. Да. Не знам, поедини научни трудови кои што ги читавме, ги имавме испечатено таму, значи целата. И добро, и како и од аспект на документација од дома или не работевте во? Тоа е многу интересно. Значи и од аспект на документација, од аспект на опрема се не беше во лабораторијата. Значи требавме, тоа беше хаос. Значи во тој 1 сат требавме се што е есенцијално за нашата работа да земеме. Баш како евакуација, што може да собере човек. Буквално, да. И она што можевме на двоечни или екстерни хард дискови да преснимиме, иначе да дојдеме да дојдеме, значи дома, и тоа буквално она што беше. И работевте од дома? Да, продолживме да работиме од дома. Пак ќе кажам, со она што беше колку што есенцијално. може да работите од дома од такви услови. Најважно се постави да успеавме да се поставиме далечински пристап. Значи да ги наместиме машините во тој 1 сат за далечински пристап, за во моментот кога ќе пристигнеме дома да можеме буквално далечински да работиме во лабораторијата. Колку траеше таквото работење? Од тој момент мислам дека не беше дозволен пристап на кампус, мислам дека некои можеби 3 месеци, ако не грешам. Значи, првиот бран, кога беше се затворено сегде у светот. Можеби некој, значи тоа ако било март, некое време во мај месец, прв пат имавме можност, имавме можност оние од нас кои што би сакале да се вратат во лабораторија да работат, со тоа што требаше да се пријавуваме. Значи, тој ден дека ќе дојдеме. Да, и знам дека имаше, можеби не беа толку комплексни процедурите, но требаше да се најавиме. И пак ќе кажам, не ода многу луѓе, можеби
бевме, ако петко сме биле, не знам, 10 луѓе или повеќе во лабораторија, некако се било живо, вибрантно, сега бевме, може би, 20-тројца максимум. Иако работите почна некаде во мај месец да се враќаат во нормала, но тоа беше така со многу намален интензитет. Во меѓувреме ти работеше тука, си имаш запишано на мастер, и како беше тој трновит пат од центар до Филаделфија? По завршувањето на студиите на Факултетот за информатички науки и компјутерско инженерство или ФИНКИ во 2015 година, некако имав можност да работам привремено во две фирми тука баш во Скопје, од кои што во едната почнав да работам уште во текот на моите студии. Тоа беше, мислам дека тоа беше некое добро искуство, бидејќи тоа ми помогна со моите технички вештини, бидејќи едно се академските, значи, вештини, а сосема друго, мислам, можеби се инженерските или техничките вештини, иако едните со другите се надополнуваат. Тоа беше некој период во кој што по завршувањето студиите, како што кажав, работев во две фирми тука во Скопје, но паралелно имав значи, можноста да соработувам со еден од професорите на ФИНКИ, конкретно академик Љупчо Коцарев, кој што во тоа време, покрај неговиот ангажман како професор на ФИНКИ, он беше исто така го водеше Центарот за компјутерски науки и информатички технологии при МАНУ, и дел од студентите кои што бевме заинтересирани за истражување, надвор од она што го учевме на предметите на ФИНКИ, некако бевме повикани и соработувавме со професорот Коцаев и со неговите научни соработници во рамки на Центарот за компјутерски науки во МАНУ. Тука мислам дека овој период беше клучен, бидејќи тука имавме можност да ги научиме фазите на едно научно истражување. Мислам, не само што научивме доста работи, но фазите во смисла на... Што точно во МАНУ се работи во тој сектор и центар за истражување, па за компјутерски науки, бидејќи ќе ми извиниш, ама јас прв пат слушам дека во Македонија постои нешто такво, кој е продуктот и производот што нашата научна сцена академска го прави тука во Македонија. Што точно се прави во МАНУ? Може би малку луѓе се запознаени, но тоа е всушност истражувачки центар. МАНУ има повеќе истражувачки центари, еден од нив е токму Центарот за компјутерски науки. Во рамки на тој центар, значи, има независни истражувачи кои што всушност ја следат, значи, најскојашната литература во областа на не само на компјутерски науки, но можеби и тука има луѓе што работат и физика. За литература меѓународна, светска, не само тука во Македонија. Зборуваме за светска литература. Пошто предпоставам Македонија нема ни нешто голем број на научна литература во овие области. А и она што има, предпоставам дека повеќето и професори кај нас публикуваат надвор во интернационални списанија. Тоа е една токму и од целите на овој центар, значи генерално целта на центарот е вршење истражувања во оваа област, значи компјутерски науки, едно време значи беше комплексни мрежи, динамички системи, но не е само лимитирано на тие науки, бидејќи таму сум среќавал луѓе кои што се бават и со одредени подобласти на физиката, математика и така натаму, но фокусот е на компјутерски науки. Значи тоа е центар од истражувачи кои што, како што кажав, ја следат светската литература и вршат одредени истражувања и ги публикуваат во интернационални списанија и на интернационални конференции. Меѓу другото, центарот има и соработки со билатерални соработки со други академии на науки и уметности од регионот, но исто така има и интернационални соработки, има интернационални проекти, како, значи, од дел од Западна Европа, европски проекти, но исто така едно време имаше и европски проекти, но исто така дури и знам дека имаше доскоро проект од Националниот институт за здравје од Америка, така што, значи, ова е центар кој што има интернационално
влияние, само што можеби треба да се популаризира и повеќе луѓе да дознаат за тоа. Покрај тоа што има истражувачи кои што тековно во тоа време се работеа во центарот, професорот Коцарев им овозможуваше на студенти кои што се заинтересирани кога сакаат да дојдат во центарот и буквално им обезбедуваше значи услови и буквално опрема од аспект на значи компјутерски машини и се останато што е потребно за нумерички експерименти. Сето тоа им е овозможено на оние студенти, им беше овозможено тогаш и се уште е на оние студенти кои што се заинтересирани за истражувања во рамките на компјутерските науки надвор од она што или генерално за учење повеќе надвор од она што се нуди на самите факултети кај нас. Исто и ти имаш доста научни трудови објавено, напишано за време на твоите студии, особено во Америка. Дали можеби тука факултетот и тука работењето ти научи како да пишуваш или она што се пишува и што се објавува во Америка е веќе на поголемо ниво, па имам зборувано со многу луѓе што студирале исто во Америка, што кажуваат дека ние баш нашата академска средина не научи на тоа како се пишува еден научен труд и оние papers или како и да си га домашни во рамки на факултети во Америка. Се разликува ли барем образованието во твојата фела? Тоа беше токму... Не дали се разликува, колку се разликува тоа што ние тука го имаме и го има на Америка? Некако, можеби, јас би ја светил таа работа во друга насока. Јас гледам на тоа како има луѓе кои што, значи, има квалитетни луѓе кои што ригорозно и квалитетно се бават со наука. И тука и таму, секаде инваријантно од локацијата. Не, колку да имаш повеќе можности во една ваква професија, каде што нели технологијата се менува секој ден, се менува многу повеќе од ние што можеме да ја следиме, кои се можностите што една држава како нашата ги нуди за луѓе како тебе и во самото образование за работа, а како еден студент во Америка и вработен понатаму, кои се можностите, колку е тоа различно? Дефинитивно има разлика во рамки на можностите. Тук токму центарот кој што го споменав за компјутерски науки приману, во тоа време, сега не сум сигурен, но тогаш беше за единственото место каде што студенти, например, кои што се бават со компјутерски науки, имаа прилика да... колку време беше таму? Ја бев, можеби, рекол помалку од година и пол, од прилика, но во таа година и пол навистина имав прилика да научам многу од луѓе со навистина неверојатни луѓе. Можностите Од таму успеа да отидеш да студираш на Темпл или тоа е сосема различно? Не, баш е поврзано, да. Значи Како испадна шансата или имаше повеќе понуди? Во тој момент јас сакав да аплицирам на повеќе универзитети, но пак ќе кажам ништо тоа не беше планирано, имаше значи поради сплетно одредени околности. Јас во тој момент само бев истражувач во Ману, бев некако бев среќен и многу задоволен со истражувањата кои што ги работевме таму. Имав околина во која што можев навистина да учам многу и да растам академски, но мислам дека 2016 година во текот на мојот ангажман во Ману ние имавме и одредени, значи со другите истражувачи таму имавме одредени семинари на кои што одевме тука и во регионот. Па така се погоди летото 2016 година имаше форум организиран или како конференција во Белград, каде што во рамки на конференцијата имаше постоја сесија и овозможува студенти да дојдат и да го презентираат своето истражување во рамки на таа постоја сесија. Значи ја имав само студентски постер на таа конференција, но конференцијата беше интернационална и имаше буквално истражувачи од насекаде, дел од Западна Европа, но и од Соединетите Американски држави. И тука имав можеби среќа да еден од професорите од Соединетите Американски држави најде на мојот постер
разговаравме, значи, околу моето истражување и кои се моите научни интереси, и во тој момент професорот беше во потрага по истражувачи за неговата лабораторија. Воопшто не стануваше збор за постдипломски студии во тоа време. Добро, тоест, како иде тоа? А ти се вработуваш или ти даваат стипендија? Како е тоа решено во нивниот систем на образование? Така, во тој момент, после следбата со тој професор, добив понуда за да гостувам на некој начин во неговата лабораторија при Универзитетот Темпл во Филаделфија, и да бидам на позиција гостински истражувач, кога добивам така наречен гостински истражувач. Значи, тоа е на некој начин договор од 6 месеци. Може да се замисли како стипендија, бидејќи све е покриено од страна на универзитетот. Значи, таму Зборуваме образованието, смештајот, таква покриеност на се. Да, покриени се, на некој начин јас добивам месечен надоместок или плата, на некој начин сум платен од месец до месец, но сите други работи ми се на некој начин обезбедени. Од тие средства јас немав никаков проблем да најдам смештај. Дури бев сместен на самиот кампус, што ми беше многу практично за секој ден за водење до самата лабораторија. Пак ќе кажем, беа обезбедени сите услови во рамки на лабораторијата за непрекинато работење и истражување, на што сум многу благодарен. И тоа е, но пак ќе кажам, тука тоа беше пак позиција, не беше студентска позиција, тоа беше само позиција да бидам таму како гостински истражувач. И она што го работев во Ману на некој начин, да го работам само привремено 6 месеци на нивниот универзитет. И не само да го работам, тука да бидам на некој начин таму и да обезбедам колаборација помеѓу професорот во чија што лабораторија бев и професорот Љупчо Кацарев, кога што работев во МАН. Имавме можност во рамките на тие 6 месеци да публикуваме 2 научни труда на 2 интернационални конференции, и тоа мислам дека го заокружи тој 6-месечен мој ангажман, кој што набрзо потоа, уште пред истекот на тие 6 месеци, добив понуда за екстензија или продолжување на тој период, и некако мојот престој таму како гостински истражувач во лабораторијата на крај испадна година дена. И некако работите, како што кажав, се надоврза една на друга, веднаш после таа година, после една година во лабораторијата како гостински истражувач, истиот професор кој што беше во чија што лабораторија бев, ми понуди и едноставно ми кажам дали би бил заинтересиран за можеби за постдипломски студии. После година и нешто почнуваш со... Да, дури после таа година јас официјално почнувам со моите постдипломски или докторски студии. Тоа успеа да ги завршиш за колку време? Па од тој момент 3,5 години. Да, ако не ја броиме таа прва година. Што е ретко? Па статистички во рамки на тој универзитет. А чека, значи ти во тие 3,5 години следеше предавања, учеше и работеше, тоа е целата целина на што прави еден веќе студент. Или немаше статус како на студент? Не, имав статус како на студент, на некој начин, како кажам, ова една година претходно беше само работа како истражувач. Значи, таа една година не е во рамки на студиите и воопшто не се брои во рамки на студиите. Од тој момент натаму започна, значи, после таа година моите докторски студии. Сега можам накратко да објаснам, во рамки ова е конкретно за Универзитетот Темпл, но генерално вака се структурирани докторските студии генерално во Америка. Како котира тој универзитет во рамки на Америка? Зависи по кој основ, во компјутерски науки, во компјутерски науки, го не се лажам, во тој момент беше во првите 100 до 150 универзитети во светот. Тоа е добра бројка. Да, што предпоставувам добро. Во Америка добро. предпоставуваме дури и погоре. Да, ова е во рамки, во светски рамки. Да. Тоа беше тогаш, не сум проверил скоро, но знам дека има доста подобрувања во ранкингот од тогаш. И она што тргнав да кажувам ова не е карактеристично само за Универзитетот Темпл. Генерално
докторските студии во Америка се структурирани на овој начин. Првите 2 години, најчесто година и по до 2, вклучуваат слушање предмети и полагање дури или само слушање? И полагање, секако да. Значи дури докторските студии првите 2 години студентот е фокусиран само на слушање и полагање предмети. И нормално изработка на проекти во рамки на некои предмети и така натаму. Дури после тие 2 години студентот кој претендира да заврши докторски студии е да се насочи или да почне со својот ментор да соработува поинтензивно за да предложи одредена дизертација или теза на која што ќе работи и потоа да истражува конкретно во таа насока. Значи во таа некоја подоба за која што... Мојата беше вака за поширока публика да сватат. Да. Не само луѓето што работат и разбираат. Значи мојата докторска дизертација на крај беше фокусирана на машинско учење или алгоритми за машинско учење. Тоа заврши ти оригинално тука факултет, Да, така да. машински инженеринг. Завршив на финки компјутерски компјутерски науки и информатика и компјутерско инженерство, но како да кажам, тоа беа моите интереси. Значи сите изборни предмети кои што јас ги земав на финки беа во таа насока, да. Значи бев претежно заинтересиран за вештачка интелигенција, значи системи за вештачка интелигенција или машинско учење, што е всушност подобласт на вештачка интелигенција. И токму на тоа и продолжив да работам на докторските студии. И на крајот мојата докторска дизертација се сведе на адресирање на одредени предизвици, конкретно на 3 големи предизвици кај алгоритмите за машинско учење од структурирани податоци. Значи не Што значи тоа? Вака пак да. за народот што не е насочен го тоа, што би значило тоа? Така, генерално значи еден алгоритам за машинско учење, најгенерално кажано, е задачата на таквите алгоритам е од одредена колекција на податоци Добре. да извлече одредени шаблони или карактеристики во податоците, кои што потоа ќе ни послужат за носење одредени одлуки врз база на тие податоци. Ќе дам конкретен пример. Например, во биомедицинскиот домен, замислете дека имате записи, електронски записи за пациенти. Доколку имате записи за визитите на секој пациент и знаете во рамките на секоја визита пациентот зашто во рамките на секоја визита има белешки за одреден Какви пациент. симптоми имал, зашто дошол? Зашто бил примен во болницата, кои диагнози во текот на визитата биле Или во текне на година, претпоставам, тоа е некоја временска рамка од до, така. Од до, да, но доброто е што во Америка барем има записи, значи водат евиденција од значи многу болници, приватни и државни клиники за кај нас, како мој термин или нешто next level. Нешто слично на тоа, но замислете, тоа е на ниво на записи по визита. Значи кога еден пациент има визита во одредена болница, тука се запишуваат како што кажав, значи одредени белешки има. Кои диагнози биле доделени, значи со што бил диагностициран пациентот. Сите визити ги земаш од цела година, да речеме, и понатака. Кои процедури и кои лекови може би биле припишани во таа визита. Сега кога би имале колекција од визитите на одреден број на пациенти, тогаш, например, една конкретна примена или апликација на алгоритам за машинско учење е, например, алгоритам кој би можел да некако да пројде, да ги скенира тие податоци и да извлече одредени законитости или правила во рамки на податоците, ама на автоматизиран начин. Значи без човечка интервенција. И врз база на тие законитости да носи одредени одлуки. Сега зависи која одлука нас ни е таргет. Врз база на овие податоци пациентите може би... А понатаму да речеме, еве ова, пошто спомена со болници, со пациенти, тоа може да го користат здравствените власти, да речеме, некои меѓународни организации, СЗО, еве лупам, ако им треба да извлечат некакви податоци понатака за некои истражувања и одлуки. Дали обично таквите
податоци и тоа ти што го работиш се користи во други фели, да речеме. Да. Еве ќе дадам и конкретен пример. Ние во рамките на моите докторски студии имавме Вие спремате проект. да речеме некоја алатка што потоа се користи низ системот. Мислам, тоа ми беше прашањето. Токму така. Еве, и ќе дадам конкретен пример. Во рамките на моите докторски студии имавме проект на кој што токму тоа и ни беше зачата. Ни беа доставени големи колекции на електронски записи од пациенти и целта таму беше во база на тие податоци да видиме кога во историите на или историските визити на пациентите одредени пациенти биле диагностицирани например со диабетес тип 2 и да видиме дали можеме да ја најдеме да дизајнираме алгоритми кои што ќе ја најдат асоциацијата или врските помеѓу историјата на даден пациент и моментот во кој што тој пациент помеѓу пациентите, да речеме, така. Сличности и Која е одредени заедничката точка можеби, така? Токму така, сличности на пациенти по основ на нивните диагнозите што ги имале во историјата, лековите кои што им биле препишани, процедурите под кои што подлежале, оперативни процедури или така натаму или интервенции и во база на тоа да изградиме некој како шаблонски модел во база на кој ќе можеме да видиме кои се асоциациите и на претходни диагнози, процедури и лекови во врска со диабетес. Мислам се користи, не е било веројатно или тогаш И беше само за... Не, тоа беше во рамки на проектот, но ќе објаснам. Идејата беше од која ќе го изградиме таквиот алгоритам. Целта е таквиот алгоритам да биде способен да кажеме утре во иднина за нови пациенти кои што ќе дојдат на ќе дојдат на одредена визита, гледајќи ја, алгоритмот врз база на нивната историја да види дали налекуваат можеби на пациенти или имаат преиспозиции за диабетес тип 2. Буквално проактивно, некоја да не би требале докторите или тие што работат во болниците рачно да гледаат последните години. Токму така, колку луѓе биле од нешто заболени. Кои биле претходните диагнози, и сакам нешто да нагласам. Никогаш не може да се замени, се разбира, барем за сега не може да се замени за експертизата на еден специјалист или доктор. Но овие работи и тоа сакам да го нагласам. Од помош, буквално. И така и ги нарекуваме. Придружна работа. Они се буквално наменети да бидат така наречени decision support системи. Затоа што докторите не може да читаат од 20 години за кој што дошол се и да и умеѓу време да лечат луѓе, нели? Токму така. Овие системи се наменети да ги суплементираат докторите во нивните одлуки, да ги подпомагаат или да имаат некоја консултативна цел, да им помогнат на докторите се консултираат или одредени, лица кои работат во болниците да им помогнат да се консултираат со овие системи. Но не, пак кажам, поготово вакви критични апликации или примени, секогаш нормално финалната одлука ја носи експертот или специјалистот. Веќе бидејќи споменавме болници, доктори се, си имал ли некое искуство, мислам јас знам какво искуство си имал со Забарам, ќе продолжиш ти, бидејќи често гледаме тоа, мислам се нагласува многу, особено и по кампањи за избори, понатаму по безброј активисти од невладиниот сектор во Америка, здравствениот систем, кој е доста скап и покрај тоа што луѓето имаат здравствено осигурување. Ти имаше за среќа само една ситуација каде што викенди бараше Забар, ама какво е здравството таму? Бидејќи многумина го нагласува дека е многу скапо, дека луѓе не можат да отидат на Забар, не може да отидат жени, се задолжуваат за да се породат. Ако викнеш брза помош, тоа кошта многу, може колку е на кола на старо во Македонија. Кои се твоите искуства таму? Па не од твоеве на пријатели си бил кога си бил студент, претпоставувам дека си го немал истото здравствено осигурување како сега. И тоа се менува, не знам како и да оди изгледа, зависи од компанијата. Ама која е твојата генерална слика таму за здравствениот систем? Така, мислам, здравствениот систем е, секако,
мислам софистициран, дефинитивно, функционален. Пристапноста до него, Пристапноста е- претпоставувам да, дека кога имаш пристап до такава технологија во една Америка, нормално дека ќе биде многу подобро технолошки отколку во Македонија. Сигурно имат и подобри апарати, нели, за ехо подобро, за срцето да ти го проверат, ама дали може поголемиот број од граѓаните да си дозволат да отидат на лекар? Да. Тука се буквално има, тоа се некако две различни прашања. Системот е дефинитивно, мислам, далеко понапреден, претпоставувам, од многу држави во светот, но достапноста на истиот од страна на одредени граѓани е некако поединечно прашање. Тоа е врзано со здравственото осигурување таму. А тоа е некако Колку ти покрива, да речеме, колку е нас од Да, фондот? токму така, да. Но тоа е врзано со работното место. Значи, ако оден индивидуалец е во работен однос, тогаш самиот работодавец нормално плаќа здравствено и пензиско, но има и различни типови на здравствено осигурување. Да, значи луѓе кои што работат, значи не одредени може да се во работен однос, но не значи дека имаат маркет. Да, не значи дека имаат можеби здравствено осигурување кое соодветствува на нивните потреби. Што значи тоа дека не би требало додатна операција зашто работат во маркет? Пак ќе кажам, значи за итни случаи претпоставувам дека се изнаоѓаат решенија. За ова, значи имам слушнато и знам дека има фондации кои што, значи собираат пари за во случај да оден на дом, значи оден индивидуалец не може да плати болници, приватни секако, болници, да. државни болници. И тоа има влијание, но Таму ги има сигурно многу повеќе приватни болници отколку да. кај нас на Балканот. Претежно приватни, да, и пак ќе кажам за луѓе можеби што немаат соодветно здравствено осигурување за нивните потреби. Добро, ти беше на забар прв пат во животот. Колку кошта пломба на заб во Америка? Па, не можам точно да ви кажам, ама претпоставам дека е далеко, не знам, јас би рекол... Прво, јас не знам колку е кај нас пломба. Кај нас е 20 евра. Долари, 20 долари, еве во долари да сметаме. Сика што не почекам до Скопје. Не, само сам можеби ориентационо зависи каде, но претпоставам дека е 10 пати. Десетици пати, тоа сакав да кажам, да, 10 пати, ако не и повеќе, поскап, да. 10 пати, а дури ефтино ќе поминеш. Да, зависи, пак ќе кажам, зависи од здравственото осигурување, да. Од каде живееш, да. претпоставам од стейт во стейт. И тоа има врска со цените. Да. И има одреден, да, и пак ќе кажам, делото е покриено како кај нас од фондот, само што тука не е од фондот, тука е од, ајде кажам, од самиот провайдер. А како ти си ја плаќаш цела цена, па после ти враќаат? Или баш е како кај нас? Не, да, не е со враќање на пари, не е со рефундација, туку има одреден лимит до кој пресметано, да. Да кажеме, да, до одреден износ не покрива ништо. Да, покрива за здравственото осигурување. Кој најчесто се и тие се независни компании кои што се во соработка со работодавецот. Не се тие државни? Мислам државни, како и да се вика во Америка тоа државни, и тоа е приватизирано. Да, значи имате затоа луѓе се фрлаат по коли во Америка. Затоа навистина, да, не знам, но бидејќи јас кога бев во Америка, не го има тоа кажано дека внимаваат многу затоа што има доста луѓе што се фрлаат по коли. Што да го изиграат системот на тој начин. Пари од осигурителни компании. Да, од осигурителните компании. Но така функционираат, како што јас се разбирам, имате работодавци, имате приватни осигурителни компании и ако јас работам кој да е работодавец, тој работодавец има договор со таа осигурителна компанија за мене да ми обезбеди. Зависи ли тоа платите или од работната позиција или зависи од волјата на работодавецот? Зависи од работодавецот каков тип на здравствено осигурување, бидејќи има различни слоеви или нивоа на здравствено. Прашувам, бидејќи зборавме за бездомници, за образование, да. Нели фундаменталните човекови права, тоа е здравството. Пристапот до здравство, да. За мене тоа отсекогаш било и треба да биде фундаментално човеково право. Како тоа се рефлектира во различни системи, тоа е, како да кажам,
тоа зависи од самиот систем некако. Тоа е начинот на кој што тоа е регулирано, например конкретно во Америка, но сигурен сум, иако не сум запознан, но верувам дека сигурно има одредени, мислам не сум запознат со поединечните програми, ама знам дека постојат социјални програми во кои што луѓе кои што не се вработени или се вработени, но можеби нивното здравствено осигурување не ја покрива сумата која што за интервенцијата која што е потребна, а е некоја навистина итна интервенција, знам дека некој од овие, како што кажав, има и независни фондација, има и значи сигурно има некоја социјална помош. Сега колку е таа ефективна? Не го фатив времето во кое што беше донесен, да, но кога во 2018, ако не се лажам, можеби се уште важеше. Мислам дека важеше до доаѓањето на другиот председател. Да, потоа беше заменето. Така. Сега за тоа да те прашам, бидејќи имаше можност да живееш во Америка, не само со бреговите, ама и со две различни партии луѓе на власт, се осеќа ли таа промена? Јас мислам, пак или ќе може кажам... би сега си во Калифорнија, па не се осеќа, не знам уствари како да го поставам прашањето, ма се осеќа ли таа промена, например, еве на улиците, за безбедноста, за здравството? Тоа може би варира од држава во држава, бидејќи... Зашто и ти си беше во две екстреми, значи живееше во Филаделфија и живееш во Калифорнија. Баш се тоа многу различни земји. Да, се на некои начини. Значи не отиде во Атланта да живее, во Џорџија да живееш или на друго место, туку ова е баш многу голема разлика. Да. Некако од политичка гледна точка, некако јас сум, можеби да кажам, оддалечен малку од тие работи. Добро, тоа нешто го гледаш на улица, тие што ти се пријатели, пријателки. Постои луѓе што се таму родени, веројатно. Многу повеќе се засегнати од тоа. Поголема е фрустрацијата кај тие луѓе од секоја политичка промена. Да, постојат, мислам, предпоставам дека постојат промени кои што ги погодуваат различни групи на луѓе на различен начин, но пак ќе кажам, некако тоа е, например, во Калифорнија луѓето, пак во Калифорнија ми изгледа дека реагираат позитивно на оваа промена од последните години, но од друга страна можеби тоа не е случај во други држави. Некако, пак ќе кажам, оддалечен сум од политичките случувања, поради одредени причини, можеби, но она што можеме да го видиме без разлика на периодот пред тековниот мандат или овој мандат на администрацијата, некако она за што јас сум загрижен е само таа поларизираност на државите. Значи, ја мислам дека ако го анализираме ова на ниво на поединечни држави, нивната наклонетост према левата или према десната политичка номенклатура останува иста. Значи, само можеби малку се промени администрацијата, но поединечни стейтови се уште стојат, или поединечни држави, извинете, се уште стојат на својата политичка ориентираност. Некако јас, без разлика на администрацијата, мислам дека можеби самите луѓе треба да изнајдат заеднички решенија или да видат кои се нивните допирни точки, наместо да се фокусираат само на нивните разлики. Добре, ние кога ќе споменеме Америка, као да збориме за Италија, сепак е тоа збирот повеќе држави во едно и повеќе од 300 милиони луѓе. Тоа не се 5 милиони луѓе, па да е така се едноставно. Токму така. Мартин, ти благодарам многу. Да те пуштиме да се спремиш за одење во Америка назад. И се гледаме, па се надевам и на подкаст, вака ќе се видиме секако на следното доаѓање. Ти благодарам уште еднаш што беше гостин во Анекта. Благодарам на поканата, ми беше задоволство. Тоа е тоа, чао.